Наредните минути ги посветуваме на децата. Тие ни се важни и за нив говориме. Летниот период е период на забава, период на игра, период на безгрижност, но организацијата на времето на децата во летниот период знае да биде стрес и за нив, па и за нас родителите. Како да го направиме тоа да биде задоволство? Разговараме на наредниве минути со Мирјана Цветковиќ. Добро утро, Мирјана, и добре ни дојдовте во утринската програма на Македонската телевизија. Добро утро, Кристина, ви благодарам на поканата. Имаме многу за што сакам да продискутираме, имајќи го вашето искуство како психолог низ годиниве, но со што сакам практично да го започнеме разговорот. Цела година имаме период на обврски и исполнети со интензивно секојдневие. Почнува летниот распуст и им почнува безгрижното, условно кажано, секојдневие на учениците, но станува збор за денови кои што треба да се исполнат со некакви активности. Како децата психолошки ја доживуваат промената на рутината од секојдневни обврски и набиена агенда во денови без обврски? Така, ова е интересно прашање со оглед на тоа дека многу од децата кои што имале претходно доста активности или, како што кажавте вие, набиена агенда со многубрени активности, задачи околу постигнувањата на училиште, оттаму летниот период за нив доаѓа како растретување, како олеснување. Се додека од нив многу се барало, меѓутоа и воопшто кажано, децата генерално летниот распуст, повеќето од децата го доживуваат како пријатно, задоволно, со чувство на исполнетост. Тоа е едно време каде што децата може да се дружат, каде што може да обавуваат некакви активности кои што претходно немале можност или да кажеме согласно временските услови тоа не го дозволувале. Тоа е можност за посета на роднините, за дружба со браточедите, со браточетките, за слободни активности, многобројни игри, меѓутоа и квалитетно време поминато со своите родители на некој начин. Меѓутоа, од друга страна има една друга категорија на деца, сакам да истакнам, каде што доаѓањето на летниот период и не е така позитивно, до толку позитивно. Односно, ако зборуваме за некои од децата со дисхармоничен развој, кои што се научени на една структура на денот, на едни рутини кои што им се важни, со доаѓањето на летото за нив тоа може да представува еден извесен стрес, барем додека да се навикнат на новите навики, новите принципи на активности. Од друга страна пак, зборувајќи за оние деца кои што се малку, односно се социјално изолирани на некој начин, кои што и претходно може би не поминувале премногу време со своите врсници, кај овие деца може да се јави чувство на изолација, некако на празнотија, на самотија. Така да може разновидно да биде најчесто, нели, кога ќе дојде летото, сите зборуваат за тоа колку е тоа позитивно, меѓутоа има и некои дечиња кои што поради разни причини се случува обратното. И клучното прашање кое што не интересира нас родителите. Треба ли да ги ангажираме и да им го организираме времето или да им дадеме комплетна слобода? Јас би рекла дека потребна е структура, односно организација на времето, бидејќи преку структурата и самите деца би се чувствувале поорганизирани, позадоволни, а на некој начин кога ќе се направи структура на денот, еве да кажеме наутро кога ќе станат што ќе се прави, па и на некој начин или да биде до некаде и флексибилно, не мора до толку ригидно секојдневно да има структура денот, меѓутоа генерално во поголем дел од времето да се знае што и како ќе се прави во текот на денот. Таа структура би требало да направат, да родителите им помогнат на децата при подготовка, односно организација на времето, секако во договор со децата, да не биде тоа наметнато, да не биде изјавено како на начин дека мораш тоа да го правиш, туку да се седне експлицитно да се разговара во однос на нивните интереси, што тие сака да прават, меѓутоа секако дека да дојде како договор. Бидејќи кога денот има структура, децата некако низ тие исто така и рутини
се чувствуваат посигурно, побезбедно, се учат на одговорности, а и нивната стресот се намалува, а и нивната одговорност се зголемува. Ја споминавте рутината и одговорноста. Ние родителите често знаеме да кажеме најмногу дисциплина ни губат децата во текот на летниот период. Колку е ова навистина точно и од аспект на мотивацијата и социјалните виштини, колку летниот период влијае и на ова и на овој аспект? Обично ова што го велите за дисциплината знае да се намали, се додека нема добра структура или доколку децата го поминуваат денот помалку организирано. Дури кај овие деца кои што го поминуваат времето без одредени, односно да кажеме повеќе време поминуваат на телефон или не се знае што и како ќе целосна слобода имаат во текот на денот, овие деца дури кога ќе дојде почетокот на наредната учебна година имаат потешкотија за адаптација, излегле од форма, така кажано. Така да навистина важно е. Меѓутоа, ова само дисциплина би требало и родителите да ја потикнуваат, да бидат тука на некој начин како нивно огледало, да ги подсетуваат, затоа што, знаете, кога ќе кажеме, дури ние возрастните некогаш имаме потешкотија со само дисциплината, па чекаме партнерот, партнерката да не подсетат за некои активности, а кај децата е уште тоа потешко, односно им треба подкрепа, треба некој да ги води. Да, појаснете ни уште нешто. Во текот на училишната година многу често децата знаеме да ги слушнаме да кажат премногу ми е напорно, идвај чекам да дојде летниот одмор, навистина не можеме да кренеме глава од обврски, доаѓа летото, почнува летниот распуст, првото нешто што го кажуваат децата, колку ми е досадно. Зошто е тоа така? Од неколку причини може да биде тоа така. Една од причините и веќе ги кажавме во однос на тоа дека децата многу сакаат правила, рутини. Меѓутоа некогаш тоа не знаат да го кажат, нели како возрасен, мене ми е досадно затоа што не ми е исполнет денот. Немаат до толку таков капацитет на резонирање. Но тукму затоа родителот би требало да биде сензитивен. Како да препознае? Кога досадата станува проблем? Некогаш досадата знае да биде и продуктивна. Еве да кажеме, ние секојдневно се сретнуваме во пракса со деца кои што имаат многу активности во текот на денот. Родителите ги запишуваат на разновидни курсеви кои што некогаш знаат да доведат и до прегреаност, преоптеретеност на децата. Така да, што бидејќи зборуваме нели за досадата, добро е да некогаш детето почувствува и досада, односно да се досадува. Понекогаш досадата има, да кажам, ефект на тихување, да биде детето само со себе, да размисли што тоа сака, кои се неговите цели, што побудува кај него интерес, каква креативност може исто така да направи во однос со нешто, да кажеме. Така да досадата знае да биде и здрава и конструктивна, меѓутоа од друга страна, како и да се препознае досадата кај децата, има неколку начини. Еве еден од начините е да детето доста поминува време на екрани, односно на компјутер, нели таблет, поминува доста време. При тоа прилично знае социјално да се повлече, да не излегува со другарчиња, другари, или докога се работи за адолесценти, другарки. Меѓутоа исто така и да може да стане раздразливо или да пројави некое проблематично однесување или пак да има потешкоти со спиењето, прекумерно да спие или па премалку да спие, или па евентуално може да се случи да јаде премалку или па премногу, да почне да се прејадува. Меѓутоа јас морам да споменам дека еден од знаците кога може да настане досада кај децата и злоупотреба на супстанци. Во однос сега ако зборувам и за адолесцентите. Така да и тоа е еден знак. Само кратко, пред да го вклучиме колешката од Прилеп, колку пливањето е добра опција во лето? Секако тоа се практикува, но зборувам за вонредни активности дополнителни како базен, например. Да кажам, пливањето и како е пожелно и најголем број на децата уживаат во пливањето. Не само пливањето како такво, како вештина, која што би требало правилно да се изведува ни сите тие типови на пливање, но од друга страна тоа уживање, сплотеноста, дружбата со роднините, со родителите, тие водни игри што може да произлегат на вистина, тоа е едно прекрасно искуство. За ова детали дознаваме од колешката Елизабета Митровска, која што патем ќе ни каже какви се можности имаат децата во Прилеп за рекреација и ангажирање во текот на летниот период. Таа е подготвена за второто линковско вклучување. Повели Бети.
Благодарам, Кристина. Уште еднаш добро утро. И кога се подготвувавме за темава, прво прашавме што е тоа што е најинтересно. Децата речиси 90 и повеќе проценти рекоа детската игра. Летото, да, знае да биде некогаш по знак прашање како ќе се исполни времето, како да се направи сета организација. Ние се обидовме да дознаеме што прилепи нуди на учениците кои го поминуваат долгото топло лето. И со нас е Христијан Тунески од локалната самоуправа, него го задолживме некој резиме да направиме, една виртуелна прошетка. Ние сме на Паркот на Револуцијата, каде што се повеќе игралишта и осведочено е дека Прилепчани најмногу доаѓаат тука. Децата играат, возрастните исто така можат да си најдат забава, но ова резиме да го кажеме на овај начин. Во моментов што прилепи нуди на младите, на учениците кои се на распуст, секако како функционираат базените, игралиштата, но една слика да дадеме. Точно така, најпрво добро утро до тебе и до гледачите на македонската телевизија. Како што можеме да приметиме, уште од утринските часови се чувствува нека раздвиженост тука на Паркот на Револуцијата, на могилата на непобедените. Имаме повеќе реконструирани игралишта, позади мене можеме да забележиме 2 реконструирани игралишта од страна на една општествено одговорна компанија ВИК, која се потруди да го разубави ова катче, каде сигурно дека учениците кои се на распуст ќе можат да го поминат своето слободно време играјќи фудбал, кошарка, одбојка, каде ќе можат да се рекреираат по патеката, да трчаат и така натаму. Она што секако најмногу привлекуваат базените, пливањето, тоа го констатира и во студиото и ние дефинитивно. Точно така, тоа е она што сакав следно да го кажам. Тука во наша близина се наоѓа и аквапаркот во склоп на хотелот Салида, кој можам да кажам дека секој ден е препол, најмногу се ученици кои одлучиле своето слободно време да го поминат на еден адреналински начин, одлучиле да се забавуваат со водните лудори и така натаму, но исто другиот така градски базен е точно така, сега сакав тоа да го напоменам, градскиот базен во Прилеп е исто така отворен и е во функција и би рекол дека тоа е повеќе за оние кои пливањето го доживуваат како спорт, односно кои сакаат да се пронајдат низ пливањето, и добро е да се напомене дека градскиот базен, односно школите кои таму работат, активно вршат уписи на нови членови, и тоа значи дека сите кои сакаат во ова жешко лето да го поминат, односно да бидат пливачи, можат да се запишат таму и да го остварат тој спорт. Она што понатаму може да се напомене е дека парковите се преполни, Прилеп нуди на вистина голем избор на паркови, младите имаат можности преку денот и во вечерните часови, колку што им дозволува времето, да поминуваат со своите другари, да се дружат, да разминуваат убави моменти. И она што е добро да се напомене е дека библиотеката со својот полн капацитет работи секој ден, секој работен ден до 19 часот. Тоа значи дека оние кои се љубители на пишаниот збор, на поезијата, на прозата, можат да земат книги и своето слободно време да го поминат читајки, а исто така и да ги прочитаат своите лектири кои сигурно им се дадени како условно кажано задолжение од нивните наставници во овој летен распуст. Само да прашам, во каква состојба се малските паркови, кои се очигледно најпосетените и кои се најпосетени во градот, би рекле што го привлекуваат најмногу вниманието, и колку се обновени? Од она што можам јас да го видам и од она што го имам како информација, парковите редовно се одржуваат и им нудат можности на младите таму да се дружат. Секако дека овој парк овде е еден од најпосетените паркови како најголем. Имаме парк кај судот, кој секако е преполн секоја вечер, паркот во населбата Јокдере, во паркот во Бончејца, и можам да кажам дека секоја населба има по еден поголем парк кој е централно збиралиште и збиднување на настаните на младите во текот на денот, нормално избегнувајќи ги дневните жештини. И добро е да се напомене дека сега во градот Прилеп започнуваат и настани кои можат младите да ги искористат исто така да го поминат своето слободно време. Сакам да кажам дека минатиот четврток започна настанот од нула до култура, кој секој четврток се одржува
на камената бина до крајот на летото и она што е интересно, го исполнуваат локални бендови кои најчесто се па и врсници со публиката, односно се можеби и основци и средношколци ги сочинуваат тие бендови, така да тој е еден спој на публика и на настапувачи, е еден прекрасен настан во Прилеп кој се одржува веќе неколку години со ред. За средношколците да напоменеме дека доаѓа и пивофестот, кој ќе биде за некаде 17-18 дена од сега. Тоа е можност за забава, но и за работа по штандовите и околу организацијата на самиот фестивал, точно така, да можат да се забавуваат во остатокот од летото, па може би да заработат, да отидат на одмор со своите другари и другарки. И сакам да кажем дека сите училишта се отворени, сите спортски игралишта, сите дворови се преполни, точно така и сите млади кои таму во попладневните часови играат, спортуваат. Сакам да кажем дека имаат можност тоа да го направат. И како за крај, ете на ова моје денешно гостување, би сакал да ја споменам и трката че трчаме, која ќе го означи можеби крајот на летниот распуст на 31 август во недела, каде ќе можат нормално и низ тој спорт да го поминат еден последниот ден од нивниот распуст. Само кратко да споменеме на крајот како функционираат школите за фудбал, за други спортови, примаат нови членови. Добро е што ме подсети. Пред 2-3 дена заврши турнирот Прилеп Куп, каде имавме можност да видиме колку многу основци, млади деца, млади фудбалери покажаа интерес и зедоа учество на тој турнир. А ова сакам да го поврзам и со сите фудбалски школи во градот кои нормално дека вршат уписи и фудбалот како најважна споредна работа на светот зема голем интерес во нашиот град, така да сите кои сакаат нормално дека имаат можност да тренираат во многобројните школи во нашиот град. Благодарам, Христијан, добро извршена задачата. Да, заедно со Христијан се обидовме да ги собереме сите информации што се нуди во Прилеп на младите, на учениците кои како да го осмислат летниот распуст. Има добро, а некогаш и добро е наутро да се направи планот што како да се движиме, рекреираме и како да го исполниме или тие да го исполнат денот. Му така бити, ние разговараме и денеска како да се направи планот помеѓу родителите и децата без стрес и кавги. Заедно со нас во студиото подсетуваме Миријана Цветковиќ, психолог, системски семеен советник при психолошкиот центар Алтернатива. Миријана, некако за да го заокружиме разговорот, споменавме дел од активностите, пропуштивме ли нешто во однос на тоа што е корисно во текот на летото? Па, ова е одлично сега со прилогот, како што спомнавте, учество на во спортски надпревари, односно некои турнири. Летно време знаат да се организираат и како некои спортски турнири во било кој спорт. Меѓутоа, било да се учествува како спортист, како рекреативен спортист или пак како навивач, е исто така корисно и одлична активност. Исто така во летниот период некогаш се одржувате некакви уметнички настани, така да одлично е доколку децата и адолесцентите може да учествуваат. И одредени други активности кои што по собствен избор може да ги изберат. Спомнавме исто така читање лектири на некој начин, меѓутоа преку забава. Да воведат исто така родителите и награди, доста пофалби, за да би можело и сето тоа да се реализира. И тоа сакав баш да прашам за крај, како да го направиме тоа без кавги дома? Некогаш е тоа доста тешко. Добро. Меѓутоа со доста труд од страна на родителот, истовремено или од страна на децата и адолесцентите е возможно. Меѓутоа, она што е важно е да има една отворена комуникација помеѓу родителот и децата, да родителите бидат тука, да не ги остават децата дека тие сами можат, дека сами би требало, да. Меѓутоа, одговорноста и самодисциплината се гради со текот на времето. Да, родителите да бидат тука, да ги надгледуваат, да не бидат постојано нивни следачи, да ги следат во секој чекор, меѓутоа повремено да седнуваат преку еден отворен разговор, преку многу пофалби во однос на тоа што го гледаат како позитивно однесување. Дадовме совети, се надевам дека ќе ги примениме и ние родителите, но и децата. Благодарам, Миријана, за гостувањето во Исто и на вас, задоволство да се биде ваш гостин. Гледаме што прават и струмичани наредниве минути во слободното време. Благодарение на колегата Ване Трајков. Ване, што се прави во летниот период? Прилипчани имаат многу опции, какви се опциите за Струмица?
Базен. Навестува нешто интересно. Една од активностите преку летниот период кој што би требало и препорачливо да се прави со младите или најмалите во земјава, секако е пливањето, односно да се научат оние првични чекори на пливање. Впрочем, ние се наоѓаме на пливачката школа овде во Струмица. Покрај мене е Виктор Баџуков, со кого ќе поразговараме за и околу можноста или како младите да ги научиме преку овој летен период да научат техниките на пливање, но впрочем и да го пополнат тоа слободно време, бидејќи на однете секако ова лето. Благодарам господине Баџуков, добро утро и за вас. Директно се вклучуваме овде од базен, каде што секако вие ги држите тие часови. Има ли интерес ке младите струмичани за пливање и дали со желба доаѓате овде? Така, прво благодарам што дојдовте да направите еден краток дел од тоа ние што работиме. Морам да ви кажам дека тоа не е прва година. Македонската и струмичката јавност знаат што значи пливање, не е тоа ништо ново, но еве благодарение секако и на објектот, односно на Хотел Сириус, кој што ни дава една таква можност и прекрасни услови да организираме една таква пливачка школа. Ние успешно тоа го спроведуваме со нивна помош. Но како и да е, морам да ви кажам исто така дека пливачката школа обстојува повеќе од 30 на години и тоа не само што успешно го работиме, туку го правиме најважното нешто, правиме навика кое што нашите дечиња кои ќе пораснат и кои ќе станат возрастни луѓе да продолжат да пливат и да се занимаваат со рекреативно со тој спорт. Дали преку лето, дали ова е пополнување на она празнина кај децата да научат нешто ново, бидејќи честопати поставуваме прашањето што со нашите деца во овој летен период? Колку е потребно нови техники и нови вештини? Прашањето е на место. Ние знаеме во Струмица дека се подготвува изградба на затворен пливачки базен, што за нас ќе значи нешто многу. Но немајќи таков затворен базен, ние успеваме да организираме една пливачка школа преку летниот период и тоа за дечињата значи премногу, не многу, туку премногу. Зошто? Заради тоа што знаеме дека пливањето е спорт кој што ги развива дечињата на сосем различен начин во однос на сите други спортови. Тука станува збор за рехабилитација на одредени лоши држења, да не спомнам сега кифозилордози и така натаму. Многу од дечињата кои што се тука влегуваат во програм на таква рехабилитација, односно преку пливањето ние успеваме да придонесеме да го подобриме нивното здравје. Но овие дечиња кои што исто така се од такви причини тука, воедно како и сите други кои што се дојдени кај нас во пливачката школа, успеват да научат да пливат онака како што треба. Оние кои што не знаат, учат да пливат и целта ни е всушност и да ги научиме барем за тие неколку часови кои што ќе ги посетат кај нас за една сезона, да научат да се одржуваат во вода и да пливат во вода. Дечињата кои што се појавуваат во пливачката школа неколку години наназад, веќе се напредни пливачи и можеме да се пофалиме дека тие дечиња прекрасно пливаат. Значи, Но предпоставам, Баџуков, дека овде ги учите на одговорно однесување, на тимска работа, на почитување на одредени правила кога се наоѓаат во водни површини, не само нели техниките и вештините на пливање. Сосема сте во право, таква е и целта на пливачката школа. Прво мораме да ги научиме на дисциплина, што значи опасноста од вода, како да си помогнат тие самите и во вода и надвор од вода. Ги учиме да се социализират, да бидат другарчиња меѓу себе, да се дружат, чие другарство останува и од после пливачките школи, тие сепак да бидат заедно, да се дружат и тоа е мотивацијата всушност и наредната година истите тие дечиња да бидат пак тука, присутни на пливачката школа и едноставно да растат како луѓе, како прави луѓе што утре задутре оваа пливање ќе им даде една широка можност да се развиваат и во животот. Отворени сте за нови дечиња да бидат дел од оваа пливачка школа и да го пополнат овој летен период? Секако дека сме отворени, ние де факто и имаме просторен проблем, заради тоа што ние
Пливачката школа ја организираме само од Сабајле во 2 термини од 8 до 9 и од 9 до 10 часот. Во 10 часот базенот почнува да работи комерцијално и ние нормално мораме да го напуштиме базенот. Значи имаме проблем со време. А господин Баджуков, за крај, кој е она порака, бидејќи со оглед дека сте на некој начин и просветен работник, кој е она порака до родителите за своите деца во овој летен период? Дали треба да се дружат физички, да бидат активни, како да го пополнат тоа време од летниот распуст? Така, прашањето исто така ви е на место од причини што знаеме ние тој летен период дечињата малце се опуштени, не идат во школо, сакат да поспиват, но тоа не треба да биде причина родителите да немаат еден континуитет во да не кажам притисок на дечињата да останат во некој ритам, да станат Сабајле порано, да го искористат убавото, топлото време, да дојдат на базен, да пливат, со тоа повеќе бенефити добиваат сонце, физичка активност, со еден збор здравје. За сето друго, кој ќе завршиме со пливачката школа и тие деца ќе си отидат дома, денот е пред нив. Јадење, спиење, одмарење, читкање, тоа е благодетот на активноста во лето. Баджуков, јас ви благодарам на оваа кусо интервју. Ви благодарам. Веќе го слушаме Виктор Баджуков од пливачката школа овде во Струмица, дека преку овој летен период родителите да најдат начин и модел како да физички ги одржуваат своите деца, едноставно преку физички активности, една од тие активности токму и пливањето кој што е благодет за човечкото тело. Студио? Благодарам се, да надевам, Ване, дадовме добра идеја и на родителите, но и на децата како да го искористат престојниот период. Зборуваме